Отворивме конечно, тоа е најбитно, што почнавме со работа. За старт ни ги наметна тие правила кои што ни ги наметна. Океј, растојание, дистанца помеѓу маси, дезинфекција, што е и нормално, така, со оглед на тоа дека вирусот е уште присутен, како што кажуваат. Се надеваме дека во брза иднина, дека мерките ќе се вратат во она пред вирусот што се беше, па ќе почнеме нормално да функционираме и да си имаме убава дружба, да немаме например селекција како сега што селекција двајца на маса, четворица од исто семејство на маса. Првично ќе пробаме да им веруваме на гостите дека се од исто семејство и четворица седнат на маса. Не сме надлежна институција да ги проверуваме гостите. Усвари немаме таков протокол да бараме лични карти, па на крај крајва и по лична карта немаш да го процениш дали е роднина или не е роднина, дали се фамилија или не се фамилија. Не знаеме. Оставаме моментално на гостите на нивна искрена соработка дека се фамилија за да ги сместиме. Протоколот е тој, двајца на маса, ако си со семејство четворица, како што зададен протокол, така мора да работиме. Доколку ви дојдат тројца гости, а сакаат да се дружат, како тоа го решават? Па ако се од исто семејство ќе ги сместиме, ако не, нема да ги сместиме. Едниот ќе треба да биде на друга. Едниот да. Или ако имаме 3 деца, ќе видиме што ќе правиме. Посебно катче за дециња. Ќе организирате ли голема маса за друштво од 12 лица, што беше по протоколот? Мислам дека не сме во можност да организираме таква маса. 12 особи по метри и пол растојание помеѓу еден до друг. Сега за сега остануваме на двајца со четворица или ќе се прилагодиме. Најбитно е гости да се прилагодат, што ќе бидат присутни. Претежно имаме наши гости што имаат разбирање. Сега со масиве малце како на метар и пол, два наместени се, мислам дека видовте. Имаме разбирање, реков. Со храна, денес ќе почнеме прво само со пијачка. Со храна уште не одлучивме, пошто ни треба малку поголема припрема за храна. Служиме малце специфична храна. Затоа имаме и такви гости. Еден е тука присутен за хигиена и за протоколи. Да им каже на колку маси и колку луѓе може да смеат да седат. Сепак не можеме да ги прашуваме дали си родбинска врска, ама гледаме да биде помала бројка на маса. Значи, чувството е прекрасно. Едно парче муаве да направиме, да се малку подружиме, да се видиме, да сме здрави и живи. Нормите ги почитуваме, убавина е. Лаконски речено, пријатно, убаво. Бидејќи ние со сопругава сме луѓе од категорија кои што социјалниот живот им е значаен дел во смисол на спроведување на живењето и ова значи враќање назад кон подобар социјален живот.